Дојран нема проблем со нивото на водата. Тоа на некои места ја надминува нултата кота, но хидросистемот Ѓавото мора да работи во текот на летниот период. Ова е ставот што дојранскиот градоначалник Ангов го пренели на Министерката за животна средина Каја Шукова. Градоначалникот вели дека истражувањата што се прават покажуваат големо загревање на водата во текот на летниот период, особено поради малата длабочина на езерото, па дотурот на свежа вода е корисен и за растителниот и за животинскиот свет. Мора да се става за потребите на Дојранското езеро во периодите кога е летната сезона и овде некаде околу мај месец, да кажеме, затоа што тогаш се губи поголема количина на вода од испарување, од сушите кои што се во тој период. И мислам дека, според моје видување, како што се разговараше на состанокот, е дека од мај до септември би требало да функционира тој хидросистем и постојано да биде во кондиција, затоа што не знаеме што носат временските услови, дали носат сушни периоди, дали ќе има потреба од дополнителни количини. Ангов вели дека ќе се искористат сите ресурси за да има успешна туристичка сезона, но генералната грижа за езерото не е само на Македонија, туку за ова прашање мора да се воспостави и подобра комуникација со Грција. Пред една година имаше подпишано меморандум за соработка на повисоко ниво, односно помеѓу Министерството за надворешни работи и Министерството за животна, токму за Дојранското езеро, односно отварање на преговори за начинот на справување и со кризите и со управувањето на Дојранското езеро. Така да мислам дека на добар пат сме заеднички да почнеме да ги решаваме тие проблеми, бидејќи навистина и од другата страна треба да се потрудат малку повеќе. Според информациите од Министерството за животна средина, хидросистемот е во добра состојба и ќе може да се рестартира. Тој престана да работи лани кога месечните сметки за електрична енергија достигнаа и до 300.000 евра.